што според вас се случи изминатата среда? Тоест, како би го нарекле тоа што се случи? Бидејќи нели тоа е едно од големите дебати кои се води сега. Дали беше државен удар, дали беше востание тоа? Како и се викаше на англиски, не ми текнува сега. Insurrection, дали е само протест, дали е насилен упад? Што мислите, како вие тројца као правници, тоест идни правници, како би го опишале она што се случи на Capitol Hill? Домашен тероризам. Да, дефинитивно е домашен тероризам, ама дефинитивно не е протест, пошто протести обично не завршват со влегување во парламенти со кршење и окупација на кабинети на представници. Восстание, за да биде восстание, треба да има некоја сериозна идеолошка подкованост. Она беше само sour losers. Че нема некоја идеологија за тоа, кога само дека не ќе да признат пораз. Така дефинитивно би се согласил со Кате дека најмногу би се вклопило во тероризам ова. Ништо помалце, ништо повеќе. Мислам дека као генерално расправата околу што е ова, као јесте првично почна како протест пред Белата куќа и после заврши како насилен протест со упад во Конгресот, што е нели дополнителен елемент на целото тоа. Така што како ќе биде прогласено, мислам дека ќе дојде тоа, ќе го видиме тоа од судските постапки. Као очигледно е дека ќе има судски постапки, исто како што имаше кај нас на 27 април. Надежно само поефективно, затоа што владење на правото, а не како тука. И нормално проценката на самите судови како кој треба да биде одговорен за ова дело. Нели дали тоа ќе биде групно некое како толпа, бидејќи е толпа моб, една unruly mob, или секој индивидуално ќе се, затоа што има нели различни сега видовме нели после упадот нели некои не може да се вратат дома бидејќи били автоматски ставени на fly list. Од една страна. Да. Од као санкции секако ќе има, зависи како ќе бидат процените од нели обвинителите кои што ќе водат претпоставам постапката и нормално пресудите ултимативни. Мислам дека ќе биде интересно да се види каде ќе спадне юрисдикцијата, бидејќи Конгресот, самата територија на Конгресот е не е сојузна држава, као федерална единка, така што може тие постапки да се сносат и пред сами федерални судови. Да, што мислите на карактеризацијата, па и кај нас у медиумите, као државен удар? Јас малце, вие може по-убаво ќе знаете од правен аспект, ама мене, ја баш го слушав Кајл Колински, збореше малце на шала, ама и сериозно. Ова ја не го гледам као државен удар пер се, бидејќи на крај на денот ние немавме луѓе кои што се у владата или у војската или било каде, кои што одвнатре помогна ова да се случи. Да, може ние да кажеме Трамп беше и е лидерот на таа толпа која што влезе на Capitol Hill, не директно, пак ќе кажам, Трамп не им кажа идете, влезете у Capitol Hill, идете кај Пелоси у кабинет, ама индиректно е лидерот и не мислам дека Кајл Колински го вика diet coup. Онака light diet, наместо diet coke, diet coup, diet државен удар. Што мислите вие? Дали Никола поготово за тебе, дали бидејќи ти си така кај нас онака by the book правник, дали е државен удар во дефиницијата за државен удар? Државен удар е малце поширока категорија, мислам као ово е као широк е муабетот и материјата, ама нели за нешто да биде прогласено за државен удар као
нели барем за успешен државен удар треба да има смена на власта. Тоа што тука видовме е на еден начин еден огранок на власта овај случај и извршната власт, која што нели предводена од страна на председателот, сушност на еден начин потикнува, нели, ако не директно, барем индиректно потикнува некоја делегитимизација на другиот co-equal branch of government, тоа е Конгресот. И бидејќи во американскиот систем, ако падне Конгресот или нашки кажано парламентот, као извршната власт си останува. Кај нас, например, ако падне парламентарното мнозинство и паѓат и владата. Кај нив не е така, тие се се пред but equal. Така што мислам дека пак ќе остане да ги видиме од судските процеси како ќе излезе тоа. Мислам дека во поголем дел ова е некои политички карактеризации. Јас лично не знам доволно за да говорам, бидејќи опфаќа и материја од кривично право. Али во суштина е проблематично и ќе зависи како ќе биде декларирано од страна на судовите. Нели, и зашто сушност ќе гонат јавните обвинители, дали ќе биде учество во толпа или не знам, индивидуално некој кривично гони и упад. Јасно. Другите имате некој коментар на ова или? Го гледав и јас Кайл Кулински, потполно се согласувам за класификацијата дека diet cool, значи on point, ама било до тому што дали е cool, дали е и diet cool, пошто за да биде државен удар треба да има некоја сериозна структура зад тој обидот за државен удар, за да може да се организира и така натаму. Сад е некако вклучен Доналд Трамп, ама поќе како иницијатор на дејството, не како организатор на дејството. Ако ги гледаме другите државни удари низ светот, што патем Америка по големиот дел ги има инструирано, се со сериозна инфраструктура во позадина. Значи, ЦИА, влади, милитантни групи, како и да е. Ова се работи за една толпа која се организирала меѓу себе, не од некое трето лице, и успеа да влези во парламентот. И да, тоа што кажа Никола, за да може нешто да се рачуна во државен удар во вистинска смисла на зборот, би требало да има некоја промена на власт, односно да е успешен тој државен удар. Ништо не успеа, освен што му покрена работи на чистачите во парламентот. Конгресот. Мислам дека ипак не беше толку едноставно кога се собра маса и влезе у парламентот така, пошто не е туку така да влезеш у Капитол, мислам, не можам сега да отидам да се вшетам лабава, особено неоружани се уште 100 да били позади мене. Ако си белец изгледа да. Па тоа ми е малото, дека и да си белец, ева женските протести пред 2016, ако не се лажам, 150 жени беа уапсени пред Капитол, само поради протестирање, значи и углавном бели жени да напоменам. Да. Значи сепак мотивот позади беше мислам како тоа стари како сега дебатата како дали имало доволно полиција на самиот ден на протестот, бидејќи нели Конгресот си има собствено обезбедување. Сега нели тука се покрај дебатата нели како каде беше националната гарда, која што многу често се повикува вакви случаи, како работата што бидејќи Дистриктот на Колумбија не е сојузна држава како таква, повикувањето на националната гарда е сушност право на секретарот на армијата. Бидејќи обично гувернерот ја свикува националната гарда. Во овој случај не, иако имаше нели оние фамозни слики и разликата помеѓу присуството на полицијата тогаш и не знам за време на Black Lives Matter протест, кај што имаш наредено као на сите степеници околу Капитол рајат полис во суштина. Иако нели сега во овие денови излават и видеа каде што нели оној моментот пред да го заклучат
пред да го заклучат самиот Сенат, као толпата кој што е влезена внатре се буквално на 3 чекори пред вратите на Сенатот. Да. И тогаш само еден полицаец сушност ги спречува сите тие да одат на место да одат на десно каде што се вратите на Сенато, тие да се свртат лево и буквално да се гонат околу ротундата на Конгрес.